господине председателе. Второто прашање се однесува на опремувањето на полицијата, реконструкцијата на објектите и како вовед ќе кажам неколку факти кои што се многу важни за да видиме зошто се определивме токму на тој план да реализираме реконструкција на објекти и опремување на македонската полиција. Имајќи предвид дека редовната полиција околу 12 години нема земено никакви униформи, дека специјалните единици околу 14 години нема земено униформи, полициски службеници во одделот за обезбедување од 2003 година немаат земено униформи, дека во МВР имаше само 7 етиломери или уреди за мерење на алкохол во крвта и дека само имавме 10 радари во државата, беше сосема јасно каде треба да ги насочиме нашите капацитети. И замислете, при тоа на 1 јуни 2017 година затекнавме 40 милиони евра доспеан долг. Пари кои што можеа да бидат наплатени веднаш, и тие пари беа потрошени на сосема други приоритети во тоа време за таа влада. А тоа главен приоритет беше прислушувањето, како повеќе да обезбедите опрема за да ставите повеќе луѓе на прислушување, да ги следите, да влегувате во нивните животи и така натаму. Ама тоа е определба на владата. Јас се определив дека треба да создадеме услови да имаме мотивирани полициски службеници ако сакаме да се подобрува работата во овој дел и затоа се насочивме да реализираме инвестиции токму во набавка на опрема и тоа го правиме под мотото опремена полиција безбедни граѓани и да реконструираме полициски станици и подобруваме услови во објектите за работа на полициските службеници под мотото подобри услови за работа по ефикасна полиција. Сакам да ве информирам дека во 2017 година, значи за 6 месеци во 2017 година, имаме реконструирано 7 објекти и 3 објекти ставени во функција, во употреба, кои што беа израдени нови, меѓутоа стоја неколку години заради тоа што немаше услови за работа. Во 2018 година реконструиравме 11 објекти или заедно 18 објекти кои што се реконструирани полициски станици и други објекти кои што се потребни за македонската полиција. Вие напоменавте неколку од тие објекти, ние тоа го правевме транспарентно за да знае јавноста каде се потрошени тие финансиски средства. Јас ќе напоменам, значи, полициската станица во Јегуновце, полициска станица во Ѓорче Петров и управните служби, односно зградата на управните служби во Куманово се нови згради, нови објекти, кои што целосно ги опремивме со нов мебел, современ мебел, кој што создава поинакви услови за работење, меѓутоа и за услугите на граѓаните кои што ги користат. Понатаму реконструиравме полициска станица во Галате, полициска станица во Зајас, полициска станица во Битола, полициска станица во Кичево, полициската станица во Велес, реконструиравме објекти на полициска станица во ПС Драчево, неколку објекти пропратни кои што се означени за Република Македонија, а тоа е пред се магазини за оружје и така натаму кои што се наоѓаат, објектот на Министерство за внатрешни работи на Солунска глава, реконструиравме спортска сала во Центарот за обука на Министерство за внатрешни работи и така натаму и така натаму. И за тоа во 2018 година потрошивме околу 23 милиони денари. Сакам да го информирам парламентот дека реализацијата на капиталните инвестиции во МВР е околу 99,8% за 2018 година и во 2019 година имаме предвидено уште 70 милиони денари за реконструкција на објекти. Веќе се започнати дел од овие активности, со подобрување на временските прилики ќе ги интензивираме тие процеси. Мојата намера е сите тие финансиски средства да се искористат. Јас мислам дека 2019 година ќе ги затвориме сите реконструкции на објекти кои што има потреба да бидат реконструирани. Многу време не се вложувало, некаде имаше субстандардни услови за работа. Например, полициската станица во Галате.
беше објект кој што е пред распаѓање. Или, ако земете полициска станица во Кичево, јас не го знаев како податок, го добив на денот кога ја промовиравме новата полициска станица, односно реконструираната, дека од 75-та година до денеска не е извршен ниту еден градежен зафат на таа полициска станица. Или при посетата во Валандово пред некој ден ме информираа дека таа зграда е составена од два дела, постар и нов дел. Стариот дел е 80 години стар, новиот дел е повеќе од 45. Ниту една реконструкција до ден денеска не е направена. И замислите каква е таа мотивација на полициски службеници кои што треба да работат во овие објекти. Веќе започнуваме подготовки за градба на некои нови објекти кои што се за наши потреби. Сакам да ви информирам дека добивме неколку ИПА проекти за реализација на важни инфраструктурни објекти за Министерството за внатрешни работи. Еден од тие објекти кои што го започнавме со градба и некаде до јуни месец би требало да биде во целосна функција, тоа е Disaster Recovery центарот во Прилеп, во кој што сите електронски податоци на Министерството за внатрешни работи ќе имаме бекап, и ако од било кои причини системот кој што е на гранична контрола, на функционирање на информатскиот систем во МВР застане, ќе имаме бекап и за многу краток временски период ќе може да профункционира повторно од тој центар во Прилеп. Тоа е целосно со пари од ИПА фондовите, значи грант кој што не се враќа од страна на парите на Министерството за внатрешни работи. Второ објект кој што ќе почнеме да го градиме за некој месец е тоа нова зграда на Крим техника, на оделот за Крим техника во Министерството за внатрешни работи по сите европски светски стандарди, кои што ќе може да добие посебни сертификати за спроведување на анализи не само за Македонија, туку и за надвор од Република Македонија. Третиот капитален објект, кој што исто така во текот на оваа година треба да го започнеме, е градба на нов центар за странци. Тоа е објект кој што се користи ако било кој странец во Република Македонија е дојден, направил некакво кривично дело, не знам, има сомнеж дека има нелегална патна исправа или други аспекти на задржување, кое што не е задржување врз основа на судска одлука, ние мораме да имаме таков објект. Аплициравме, имаме проект кој што исто така ќе ги задоволи сите европски стандарди на овој објект и ќе биде еден од објектите кој што е редок на овие простори. Исто така имаме околу 200 милиони денари предвидени оваа година за набавка на опрема на полициските службеници. Веќе се распишани сите тендери и ќе очекуваме да се заврши добро таа постапка за да ја комплетираме целосната опрема. Ве информирам исто така дека финансиските средства кои што беа предвидени овој дел за одржување, ремонтирање на воздухопловите на Министерството за внатрешни работи се завршени комплетно и целиот тој воздухопловен одел е во полна кондиција, за разлика од 1. јуни 2017 година, кога немавме, впрочем, никаков капацитет како Министерство за внатрешни работи. Така да, ова е целта, со несмалено темпо ќе продолжиме и понатаму. Нашата клучна цел е да обезбедиме услови, нормални услови за работа, тоа што е потребно за сите полициски службеници, добри да бидат мотивирани, а преку мотивацијата да добиеме и резултати кои што се многу важни за нас, а тоа се безбедноста и стабилноста, како основа и за економскиот развој и за развој на општеството генерално, вклучувајќи и целосна посветеност и учество на Македонија во сите акции кои што се регионални или на светско ниво, како наш придонес во борбата против тие транснационалниот криминалитет, организиран криминал, трговијата со луѓе, трговијата со оружје, со наркотични средства. Тука е тероризмот кој што ќе остане вечна борба на секој од државите и се разбира сајбер криминалот кој што е од понов датум, меѓутоа многу интензивно сега се развива и во тој дел мора да имаме сериозни вложувања за да дојдеме до
капацитети за одбрана во сегментот на сајбер. Фалим да речем. Благодарам.